Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за говорно-јазични потешкоти кај првачиња. Моја гостинка и соговорничка во студиото на оваа тема е доцент доктор Силвана Филипова, логопед, специјалист по рана интервенција во детството во ЈЗУ Центар за рехабилитација на патологија на вербалната комуникација. Докторке, добар ден. Ви благодарам што сте дел денешното издание на емисијата. Добар ден, ви благодарам за поканата. Голем поздрав до гледачите на Сител телевизија. Така, ја одравме темата во пресред завршување на една учебна година и почеток на новата учебна година од септември, каде што фокус ќе ставиме на првачињата. Што подразбираме под говорно-јазични потешкоти кај децата како вовед? Говорно-јазични потешкоти се група на нарушувања кои што го следат детскиот развој, развојот на говорот и јазикот. Значи не станува збор за едно нарушување, тоа се поголем број на нарушувања кои што се јавуваат во раниот развоен период, го следат развојот на говорот и јазикот. Некои од нив се посуптилни, понезабележителни, други се потешки и имат поголеми влијанија врз развојот на детето, врз социјалната интеракција, социјоемоционалниот живот, па и учењето. Кога зборуваме за говорно-јазични нарушувања, мислиме на артикулацијски нарушувања, фонолошки нарушувања, нарушувања во изразниот јазик, нарушувања во разбирањето на говорот и правилната употреба на зборовите во комуникацијата, подразбираме нарушувања во флуентноста на говорот, нарушувања во читањето и пишувањето кај децата кои што се јавуваат во рана школска возраст. Овие нарушувања се многу чести и представуваат едни од најчестите нарушувања во развојниот период. Колку се чести кај првачињата? Најчести се артикулацијските нарушувања. Според податоците кои што ги добиваме од систематските прегледи, кои што ги вршиме секоја година пред тргнување во прво одделение во градинките, над 60% од децата имаат некаков вид на артикулацијско нарушување. Дали без разлика дали се работи за неправилен изговор на еден глас, повеќе гласови или група на гласови, 1,5 до 2% отпаѓаат на деца со нарушување во дисфлуентноста на говорот, 10 до 15 деца имаат нарушувања во читањето и пишувањето. Значи, стручните лица постојано укажуваат на тоа дека секоја година имаме се поголем број на деца со говорно-јазични нарушувања. Кај првачињата, овие нарушувања, скоро сите кои што ги набројав, се присутни. Најчести се артикулацијските нарушувања, затоа што иако ние ги известуваме родителите дека детето има некаков вид на артикулацијско нарушување, се уште не стигнуваме до поаѓањето во прво одделение да го надминеме тој проблем. Следни нарушувања се тие фонолошките нарушувања. Фонолошките нарушувања се многу суптилни и не можат баш најдобро да се приметат. И тие нарушувања се пак во основата на читањето и пишувањето. Значи, доведуваат до потешкоти во совладувањето на техниката на читање. Потоа можеме да ги сретнеме нарушувањата во дисфлуентноста на говорот, тука доминира пелтечењето, но се почесто ни се појавуваат деца со тахифемија, односно со брзоплет говор, како и развојната вербална апраксија, која што беше многу ретка, а сега ја има се почесто. Исто така, често е и деца кои што имат проблем во изразниот јазик, односно имат сиромашен речник, користат сиромашна реченична конструкција во изразувањето и деца со нарушување во социјалната интеракција и комуникација. Овие нарушувања во социјалната интеракција и комуникација се многу не им придаваме голем значај, но во иднина ќе бидат на прво место. Значи, ќе дојде време кога ќе бидат со многу големо брзо темпо се појавуваат кај децата. Значи, имат нарушена социјална интеракција и комуникација со врсниците. Која е причината за ова? Или причините? Причините за појавата на говорно-јазичните нарушувања, значи, може да бидат различни и поделени се во неколку фактори: биолошки фактори, социјални фактори, генетски фактори, психолошки фактори. Биолошките фактори се оние фактори кои допринесуваат детето да се роди со полоша биолошка основа. Значи, за да се развие говорот и јазикот, потребно е детето да има добра биолошка основа, добар слух, добра интелигенција, и срединскиот фактор, значи биолошките фактори со кои што детето доаѓа на свет, само во интеракција со социјалната средина
можат да доведат до појава на говор, јазик и полновредна комуникација. Тука спаѓаат децата кои што се предвремено родени, тие спаѓаат во групата на ризични деца, кај кои постои ризик да се појават говорно-јазични нарушувања, децата со оштетување на слухот, децата со невроразвојни нарушувања. Во срединските фактори спаѓаат сите оние услови во кои што детето го развива говор, значи нестимулативна средина, преголемо изложување и прерано изложување на децата на влијанието на екраните, намалена социјална интеракција со врсниците, недостаток на комуникација жива со средината, неправилен говорен модел. Во генетските фактори спаѓаат, значи имаме семејства кои што имаат генетска предиспозиција за појава на говорно-јазични нарушувања, и во психолошките фактори се долготраен стрес, неповолна семејна ситуација, социјална депривација, односно воспитни грешки. Сето тоа може да доведе до појава на овие говорно-јазични нарушувања, а во последно време и животниот стил. Промени во исхраната, долго време јадат блендирана, со телефонот во рака, блендирана храна, значи имат проблем со голтањето, проблем со жвакањето, долго време ги држат родителите со цуцла, па имаме инфантилно голтање, хипотонија на говорните мускулатурите кои што учествуваат во говорот. И тоа се некои од фактори кои што испреплетени меѓу себе доведуваат до појава на зголемена појава на говорно-јазичните нарушувања. Така. Како родителите можат да препознаат дека нивното дете има говорно-јазични нарушувања? Значи, постојат симптоми, знаци кои што покажуваат дека детето може, некој сомнеш, дека може да има или да развие некое говорно-јазично нарушување. Значи, прво ќе почнем уште од најраната возраст, иако зборуваме за првачињата. Значи, каснење во говорно-јазичниот развој е еден од симптомите. Ако детето не проговори до 18-тиот месец, треба родителите да се јават на проценка и да добијат совет како да работат во домашна средина. Потоа неразбирливиот говор. Ако детето има неразбирлив говор за околината, тоа е знак дека треба да се направи некоја стручна проценка. Исто така, ако детето говорно-јазично не напредува, значи не го богати речникот, не употребува сложени зборови, присутен е аграматизам, ако не ги разликува гласовите меѓу себе, ако има неправилен изговор, ако се појават грчеви блокади на говорниот апарат, значи тоа се симптоми кои што укажуваат дека може детето да има некаков говорно-јазичен проблем. Исто така, ако детето се повлекува од комуникацијата, слабо комуницира со надворешната средина, со врсниците, избегнува да зборува пред непознати, се срами. Значи тоа се некои индикатори кои што треба да ги следат родителите и да навремено да побараат стручна помош. Тука да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, ќе продолжиме и понатаму околу другите аспекти за говорно-јазичните потешкоти кај првачињата. Добар ден, во програма сте, повелете со прашањето. Здраво, добро утро. Добро утро, добар ден. Вака, мојата керкичка има полни 6 години. Пред само 5 дена и се појави некој вид на пелтечење, кое што манифестира со повторување на првите слогови од зборот. Сега да имитирам како мама. И сега морам да напоменам дека и постарата керка, која сега веќе има 9 години, на истата возраст се појави и нејза. Денес е значително подобрено. Меѓутоа, со нејза работевме и со детски психолог, и со логопед, иако ни бочи дека може би станува спори за некоја генетика, бидејќи и брат ми има некој говорно нарушување. Сум имала и јас кога сум била мала, но сега сум го надминала веќе на оваа возраст. Па сакам да прашам дали има простор за загриженост, дали треба да се обратиме на логопед. Така, бидете на линија доколку има прашање и доктор Филипова. Значи, има потреба да се јавите на логопед и добро е што навремено ќе се јавите на логопед, затоа што рековте дека сега се појавило тоа пелтечење, мада може би не сте забележале, може би тоа изманифестирало некој вид на дисфлуентен говор и во предучилишната возраст. Многу е важно да дојдете навремено, затоа што пелтечењето најчесто е неправилно сватено, бидејќи имаме периоди на тежок говор, кога се манифестира
манифестираат симптомите и потоа најно симптомите исчезнуваат и родителите се откажуваат од барањето на стручна помош. Мислат дека поминало. Поминато, но тоа не е поминато, тоа е во ремисија, тука е и може повторно да се јави. А најдобро е сега заради тоа што ако треба да се започне со логопедска терапија, подобро е веднаш додека говорот се уште не е стабилизиран и автоматизиран и да се надмине нарушувањето. А веќе зборите дека имате и некоја генетика во семејството, значи предиспозиција, некој надворешен фактор го предизвикал и сега да видиме што може да се направи тоа да се надмине, бидејќи најдобро е ако благовремено се отпочне со рехабилитацијски третман. Така. Дали неправилниот изговор на одредени гласови секогаш е причина за загриженост? Не секогаш, значи гласовите детето ги усвојува постепено. Значи поминува по неколку развојни фази. Прво ги усвојува оние гласови кои што се полесни, кои што имат полесна акустичко-артикулацијска структура. Покасно ги усвојува потешките гласови со потешка акустичко-артикулацијска структура и така да во еден период од развој дозволено е да има неправилен изговор на гласовите. Но на 6 години, кога веќе тргнува во прво оделение, детето треба веќе да ги има усвоено комплетно правилно, правилниот изговор на сите гласови од мајчиниот јазик. Зошто? Затоа што веќе е завршен оној критичен период кога детето може само со своите механизми на автокорекција само да го надмине проблемот. Второ, заради тоа што после 6-та, 7-та, 8-та година говорот почнува да се стабилизира, да се автоматизира, а со тоа си стабилизират и автоматизират неправилните грешки, односно неправилниот изговор, па така како расте детето, така е се потешко артикулацијските нарушувања да се надминат. Од друга страна, ако артикулацијските нарушувања се пропратени со фонолошки нарушувања или детето неправилно изговора поголем број на гласови, тие можат да имат влијание и врз почетното описменување на детето, а исто може да биде детето па изложено од друга страна и на подсмев на врсниците. Додека е помало, тој неправилниот изговор ни е малку посимпатичен, но како расте може да направи проблем и во училиштето, а покасно и во изборот на професијата и затоа во колку во училишната возраст на 6 години се забележат се уште присутни неправилности во артикулацијата, веднаш да се јават кај логопед за да се отпочне со третман. Така, тука клучна улога веќе имаат кога ќе се тргне на училиште и наставниците кои доколку занемарат родителите, тие треба да бидат на некој начин коректор или аларм за да се побара соодветна стручна помош за едно детенце. Кои знаци најчесто може да ги забележат еве наставниците? Значи наставниците поминуваат најдолго време со децата. Училиштето поставува поголеми говорнојазични барања и тука може да се манифестират и оние најсуптилните говорнојазични нарушувања кои што останатите не може да ги приметат и тоа е она што наставниците може да го приметат. Наставниците најлесно ги приметуваат артикулацијските нарушувања, нарушувањата во ритмот и темпото на говорот, нарушувањата во почетното описменување, но можат да заприметат ако детето има проблем со изразувањето, значи тоа се збори, има некој фонд на зборови, околината не може да го препознае дека има некаков проблем, но наставникот гледа дека детето има сиромашен речник, тешко се изразува, му треба време да ги најде, да ги среди мислите, употребува сиромашна реченица, тешко раскажува настани, приказни. Потоа наставниците може да ги уочат и они уште посуптилните, односно во разбирањето на говорот. Значи детето го разбира секојдневниот говор, функционира на конкретно ниво, но кога ќе му зададете некои сложени налози со повеќе чекори, ќе видите дека детето не ги разбира и тоа е она што наставниците први го заприметуваат. Исто така наставниците може да го забележат и начинот на кој што детето комуницира со врсниците. Дали се повлекува, дали стапува во интеракција, дали е социјализирано. Значи дете кое што е со пониска самодоверба заради тоа што самото веќе е освестено дека има некој говорно-јазичен проблем, почува самото да се повлекува и да не сака да зборува пред другите или да чувствува анксиозност кога ќе дојде редот да каже нешто. Сето тоа, значи наставниците може да го приметат и потребно е да разговараат со родителите за да се поберат стручна помош. Така е, да вклучиме уште неколку гледачи. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме.
врнем до студиото во Сито телевизија и до докторката. Така. Сега ако може да прашам нешто. Имам син до 15 години возраст, све добро се избореше. После 15 години малку му се поремети говорот, го рашиме кај доктор Ерол во Симпо. До пред 2 години, сега не му се баш добро разбира говорот, му се разбира, ама 4 без буки не може да баш добро ги избори. Му дадова терапија да прима камеметал 500 мг. И денеска се учи ги прима таа терапијата. Ја молам докторката ако може некој да ни помогне да ни објасни како да идеме натака. 15 години. 15 години е синот ваш? Не, до 15 години возраст се беше добро. Говорот Сега последните 2 години, сега е 17, така? Сега веќе има 21 година. 17 години почнеме да го носиме кај доктор Ерол. Да. Па видите, штом проблемот се јавил после 15-та година и уште перзистира, значи нешто има некој подлабоко нарушување кое што треба да се открие, да видиме зашто станува збор. Не знам дали сте биле кај нас во нашиот центар, во Центарот за рехабилитација на патологија на вербалната комуникација во клинички центар, да дојдете да направиме подетална логопедска проценка, да видиме што е во позадината на тој неразбирлив говор. Да, центарот се наоѓа веднаш над клиниката за психијатрија, да е отворена јавна здравствена установа која се занимава токму со оваква проблематика за деца и младенци. Да. Така да без соодветна проценка не може да се... Сигурно нешто посериозно е, бидејќи не поминува и подоцна се јавува, да видиме што го предизвикало, зашто станува збор. Така е. Така е. Доколку имаме и следен гледач или гледачка, добар ден, во програма сте? Да, ќе вклучим уште неколку гледачи подоцна во текот на разговорот. Кога е вистинското време родителите да побараат стручна помош? Дали овие 3 месеци или 2,5 месеци пред почетокот на учебната година можат да променат нешто? Па секако дека можат, може не скроз се, ама може да променат нешто. Значи, како што кажа, во говорно-јазичните нарушувања спаѓаат поголем број на различни говорно-јазични нарушувања и имаме различни критични периоди кога треба родителот да се јави на стручна помош. Значи, ако детето не проговори, кажав, до 18-тиот месец, треба да се јават. Ако детето има неразбирлив говор за околината, а веќе има 3,5-4 години, и тоа е индикатор да се јават на стручна проценка. Ако детето не напредува говорно-јазично, некаде на возраст од 4,5 до 5 години, се уште има граматичен говор. Граматичниот говор представува главен предиктор дека таквото дете има некое говорно-јазично нарушување, дека има сиромашен речник, предиктор е дека може да има нарушување во вербалната меморија, односно во вербалното памтење. Исто така е предиктор за постоење во позадина на фонолошко-артикулацијски нарушувања, кои што пак се во основата на описменувањето на детето, совладувањето на техниката на читање и пишување. А граматизмот сам по себе можеби не е проблем, но на таа возраст е предиктор дека детето ќе има потешкоти во совладувањето на техниката на читање и на пишување, читање со разбирање, писменото изразување и на целокупното академско функционирање. Ако детето на 4,5 години, 5, се уште ги меша, не ги разликува гласовите слични по начин на изговор и акустичка структура, тоа укажува дека детето може да има некаков фонолошки проблем, односно да има потешкотија во фонолошката перцепција, во фонолошката дискриминација. Ако детето на возраст од 4,5 години не ги совладало предчитачките вештини, не почело да ги совладуваат предчитачките вештини, тоа укажува дека можеби тоа дете ќе има пак потешкоти во совладувањето на техниката на читање и пишување. Исто така во периодот од 4 до 5 години детето треба да ја има совладано гласовната анализа и синтеза, односно фонетската анализа и синтеза, да ги разделува зборовите на гласови од гласовите да формира зборови. Ако детето до 4-та година основите на антонимите тешко ги совладува, синонимите, хомонимите, тоа се повеќе значните зборови, значи укажува дека има некакво каснење во семантичкиот развој. Исто така
во било кое време, ако се појават дисфлуентности, значи дисфлуентен говор, без разлика дали се тоа повторувања, клонично-тонични, тонично-клонични грчеви на говорниот апарат, блокади, веднаш да се јават на да побараат проценка и стручна помош. Ке вклучиме уште неколку гледачи. Добар ден, во програма сте, повелете. Дали се слушаме во програма сте, повелете? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, само телевизорот ви е пуштен, повелете со прашањето. Ама некој друг се јави. Не, господине, вие сте наред, повелете, во програма сте. Добро. Фала. Поздрав. Добро, вреќе се слушаме. Внук ми има 14 години. Режија, дали имаме друг гледач на линија или ќе го исклучите телевизорот за да може... Не изговара чисто. Во некои спорови, кога може да ја изговори Р. Да, очигледно потешкоти поради комуникацијата, затоа што ви е вклучен тонот на телевизорот, не може да се разбереме, да секако ќе добиете одговор, да дадеме предност, колку што слушнавме Р, то не може да се изговори. 14 години не може да го изговори Р и во некои позиции го изговара, во некои не го изговара. Сега немам податок дали посетувале логопедски вежби, значи може гласот да бил добиен, но не е се уште автоматизиран и ставен во функционална примена, во функција. Доколку имаме и следен гледач или гледачка, добар ден, во програма сте? Ало? Добар ден, ве слушаме. Јас сум баба на едно внуче од 6 години. Така. Значи почне да зборува неколку пати, првиот збор ќе го кажи неколку пати и после почнува течно да зборува. Тој е проблем на што оди на логопед, има проблем со Р буквата да ја кажува, почнува да ја кажува, ама почетокот на зборов го повторува неколку пати. Како брзо да сака да каже се, например, знам ама да ти кажам, и така ми е малку чудно, не сум направила муабет со мајката, со сната, да речем. Во ред ќе добиете одговори, соодветни препораки, да рековте две говорни потешкоти. Потешкоти, па кажа дека посетува логопед за гласот Р. А ова што повторува зборови, тоа не е баш права дисфлуентност, може да упатува и на сиромашен речник, значи кога детето или не може да ги организира мислите и затоа прави дополнителен напор за да го најде соодветниот збор што треба накнадно да го каже или да се среди мислата. Ова пак го зборам така безвидено, значи потребно ако имате сомнеш да го прашате логопедот или да му кажете, можеби во логопедската амбуланта детето оваа потешкотија не ја манифестира, да се советувате со него или ако веќе сакате на повисоко ниво да добиете стручно мислење, да дојдете во нашата установа. Да, во центарот. Ќе вклучиме само уште еден гледач. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Имам прашање до докторката. Повелете, во програма сте, ве слушаме. Имам 15 годишна керка. Таја зборува чисто од пред година, значи од пред 12 месеци. Никаков проблем немаме со говорот. Читаше на 5 години, рецитира, чита. Мислам, сакав да прашам сега последно, кога ќе чита, кога ќе рецитира или кога ќе раскажува нешто, помеѓу зборовите, со речениците, почесто употребува дали е тоа некој проблем? 15 годишно дете, веќе од годишна возраст, една година зборува и чита. Колку чита? Дали чита редовно и дали сега чита? Чита, зборува, нема проблем, рецитира, нема проблем. Значи, тоа кое го додава во
во говорот може да значи дека девојчето има потешкоти во организирањето на своите мисли, па и треба време за да си ги среди мислите, или треба да се работи малце повеќе на речникот и на изразувањето кај детето. Ако имате потешкотија или ви е проблем тоа, можете да дојдете да видиме, да направиме тестирања, да видиме од што е предизвикано. Може да биде и симптоми на дисфлуентен говор, да видиме колку пати го повторува тоа, каде го вметнува, значи упатува на неколку нарушувања. Така е. Како говорот и јазикот влијаат врз, ги споменавме и вниманието и концентрацијата, но и самиот училишен успех? Значи, говорот и јазикот влијаат врз манифестирањето на тешкотиите во учењето, затоа што учењето се заснива на добри говорно-јазични способности. Детето кое што има говорно-јазични потешкоти, најчесто има и потешкоти во писменувањето. Значи се среќава со големи предизвици во текот на образовниот процес. Тие предизвици може да бидат, значи има потреба од подолго време за читање, чита побавно, не го разбира прочитаниот текст, не може да ги решава текстуалните задачи, има потреба од поголема поддршка, од индивидуализиран пристап во наставата. Замислете си само едно дете со дислексија, кое што има потешкоти во читањето, со какви предизвици се соочува. Значи тоа бавно чита, тешко го разбира она што е прочитаното, му треба подолго време за да го реши тестот, се наоѓа во еден брзински стрес, ги знае можеби одговорите на прашањата, но не стигнува да ги реши и секогаш е послабо оценето. Потоа замислете си како со кои предизвици се среќава дете кое што има потешкоти во изразувањето. Значи тоа има потешкоти во наоѓањето на соодветните зборови, му треба повеќе време за да го најде соодветниот збор, за да одговори на прашањето и заради тоа повторно е пониско валоризирано. Замислете си како му е на едно дете кое што пелтечи, односно има дисфлуентен говор, интелигентно, паметно, знае што сака да каже, но не може да каже заради грчевите, блокадите и се откажува од одговарање. Значи, децата со говорно-јазични нарушувања имат потешкоти во учењето, но сепак тоа се деца типични, на тие деца им треба поголема поддршка од родителите, наставниците и стручна поддршка за да ги надминат проблемите. Историјата е полна со личности кои што постигнале видливи резултати, а во развојниот период имале некакви видови на говорно-јазични нарушувања и успеале да ги надминат и да постигнат видни резултати. Тие треба пример да им бидат. Тие треба да бидат пример на овие деца, значи да не се демотивираат ниту родителите, ниту децата, ако детето кое што има говорно-јазични потешкоти, има проблеми со учењето. Затоа што и некои деца кои што имале говорно-јазични потешкоти, кои што сме ги средиле, пак во школото може да се појават некои симптоми во проблемот на совладувањето на техниката на читање. Така. Дали, еве, рековте како основа многу познати историски личности, дел од овие потешкоти, дали може целосно да се надминат, доколку рано се интервенира, вие сте исто специјалист и за рана интервенција во детството? Да, јас сум... Или колку порано се открија, толку побрзо може да се коригираат на некој начин? Да се коригираат. Значи, говорот и јазикот се развива постепено, значи не се развива наеднаш, тоа е процес, имаме како да кажам, некои критични периоди, чувствителни периоди, кога мозокот најбрзо го учи и усвојува јазикот и говорот. И тоа е многу битно да се фатат тие критични периоди. Така. Во колку детето порано се фати, се препознаат тие симптоми дека детето ќе развие или има некаков говорно-јазичен проблем,
проблемите можат многу да се надминат. Првите 3 години од развојот на детето се најзначајни, бидејќи тогаш имаме интензивен развој на говорот, јазикот, моториката, когницијата, социоемоционалниот развој. Ние порано овој период го занемарувавме. Значи пред 10 на 15 години секој дете го земавме на третман, односно се започнуваше со логопедска терапија после третата година. Почекајте, дури и сега има некои стручни лица кои ги упатуваат родителите да почекат, не треба да се чека. Значи веднаш штом ќе се запримети проблемот, ако ние го фатиме детето во најраниот период, можеме да ги надминеме целосно говорнојазичните потешкоти. Значи не е се исто едно дете ако ви дојде со говорнојазичен проблем пред третата година и дете со аграматизам после петата година. Значи аграматичен говор, спомнав колку е значаен тој аграматизмот за понатамошниот говорнојазичен развој. Значи детето кое што ќе биде навремено офатено со стручна поддршка може комплетно да го стигне во чекор со своите врсници. Значи може комплетно да ги надмине проблемите кои што ги има во развојот на говорот. Убава порака за самиот крај од емисијата, времето ни е ограничено, затоа со задоволство ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор, затоа што секогаш овие теми и разговори со вас ми се пред се интересни за навистина да развиваме едно здраво општество кога говориме за говорнојазичните потешкоти. И мене ми е посебно драго и посебно чест да бидам гостин во вашата емисија. Ви благодарам уште еднаш, а почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!